Ви благодарам, председателе, почитувам премиер. Јас навистина верувам дека после слушајќи го експозето на премиерот, оваа реконструкција се прави токму заради подигнување на квалитетот и исфрлување на неработниците од владата. 2 години имавме министер актер, кој навистина треба да признаеме дека многу добро ги одглуми овие 2 години. 2 години лажеше наоколу за колективниот договор. Ја лажеше владата каде што седеше за неговата важност, го лажеше синдикатот на култура, ги лажеше и културните работници. Ветуваше поголем буџет, ама не кажа зошто. Поголем буџет има, ама не знаеме зашто. Затоа што 2 години нема јавни резултати од конкурсите, нема повик за капитални дотации до единиците на локална самоуправа, а има пари на сметка. Има повици за креативните индустрии, ама за нив Грчевито се бореше против. Нема ниту еден капитален проект, има само продолжување од предходните 2. А од предходните 2 години пред него ги продолжи љубојно просториите на националниот џез оркестар, кино Партизан, кино во Валандово, нови локални центри за култура. Имавме прва реституција на икони во регионот, која што тој за жал не ја проложи. Ја добивме ЕПК, имаме само пари на сметка, не знаеме што прави. Млади уметници, цртај на македонски, кој што за жал повеќе не постои. Имавме 5 нови национални установи и секоја од нив е со посебна традиција, со посебен придонес на кој што на секое негово јавно излегување му се заканува затварање. Најголемиот придонес од тие 2 години пред него е новиот закон за употреба на македонски јазик. И може да релативизира дека тоа бил само посебен текст, како што каже ни помогнал да го напишеме, ама не знае да го спроведе 2 години. И во тој закон имаше инспекторат за македонски јазик, на кој што откако му го намали статусот, никако да го профункционира. Имаме статус УНЕСКО кој што е навистина под сериозна закана. Најважно од се, имаше тој 2 години пред него целосно почитување на колективниот договор. И во тие 2 години пред него имаше заштитен македонски јазик, признаен меѓународно, испочитуван, вреднуван и најважно непреговаран. А што имавме во 2 негови години? Имавме македонистика на колена. Имавме, односно немавме конкурс за поддршка на превод на странски издавачи. Имавме Совет за македонски јазик, целосно игнориран од нивните собствени зборови. Во 2 години имавме географски истражувања, имавме нетранспарентност, 800 тужби за скратени и намалени плати, свесно намалени плати и непочитување на колективниот договор. Имавме нејасна поделба на државните пари за култура, имавме културно наследство кое што доби само паушална буџетска линија, иста непроменета 2 години. Ама го нема и тетовското теќе, не е повеќе на државата. Нема толку постови колку што може да напише министерот, кој што може да го покријат срамот, кој што тој ја донесе на неговата фела. Токму затоа денес можеме да кажеме дека министре пак победи културата и се спушти завесата на вашите 2 години. Ви благодарам. Благодарам. За реплика се јави пратеничката Велика Стојкова Серафимовска. Повелете.